Авторите на дел од новите учебници во основно образование како без компас по скандалозните грешки може да се процени дека на дел од нив не им оди со страните на светот, планините, знамињата. Последните лапсуси беа забележани во учебникот по историја и општество за 5-то одделение, каде пишува дека Македонија на запад граничи со Бугарија. Македонија зафаќа површина од 25.713 километри квадратни. На исток нашата земја се граничи со Република Албанија, на север со Република Косово и Република Србија, на запад со Република Бугарија и на југ со Република Грција. На авторите не им оди ниту со планинските врвови, па така во истиот учебник пишува дека врвот Монтеверест е висок 29 километри, иако највисоката точка на земјата е околу 8800 метри. Ја сгрешиле и најниската точка на светот, која е 400 метри под морското ниво. Азија има највисоки и најниски точки на земјата. Монтеверест е највисока точка на земјата на 29.035 метра надморска височина. Најниска точка е Мртвото море, која е повеќе од 1400 метри под морското ниво. Според Драгана Спасевска, представник на Сдруженијето, настави учебници мора да има формирано непосредно по најавите за дигитализација. За овие случувања, крајно време е да се понесе одговорност. Одговорноста целосно испаѓа на Националната комисија за учебници, на МОН и на БРО. Сите треба да превземат одговорност. Ако имаме вакви грешки, јас мислам дека сите учебници треба да се повлечат и концепцијата да се стави на адакта, односно да се запре се додека овие грешки се повторуваат секојдневно. Во меѓувреме се огласија и авторите на учебникот во Facebook групата 5-то одделение 2022-2023 година. Жалеле што грешките не биле забележани и покрај тоа што учебниците ги поминале сите филтри кои се законски предвидени. Тие тврдат дека немале прилика да го прегледаат учебникот пред печатење, па така не ги забележале овие, според нив, технички грешки. Навистина ни е жал што во нашите напори да не пропуштиме нешто суштинско, сме пропуштиле да поминат ваквите технички грешки кои ја разбрануваа јавноста. Учебникот кој е тема на дискусија е предаден на регуларен конкурс од педагошката служба уште во мај годинава. Сите сугестии кои беа од техничка природа се земени предвид при подготовката на неговата финална верзија. Ниту ние авторите, ниту рецензентите немавме прилика да го прегледаме учебникот пред печатање. Грешки имаше и во учебникот по географија за 8-мо одделение. Португалија си доби ново знаме. На почетокот на лекцијата во која се опишува оваа држава, наместо португалското стои шпанското знаме. Второодделенците пак, кои сега ги учат ракописните букви, учат од учебник во кој има само еден текст на ракописни букви. Поразително за македонското образование во целина е тоа што учениците со месеци учеа од импровизирани материјали, бидејќи првото тромесечје помина без учебници. Како што се ближи крајот на првото полугодие, учениците добија книги, но не сите и со еден куп грешки. Дали и колку грешки има во другите учебници, Министерството за образование и наука допрва ќе проверува.